Небојша Вуковиќ, професионален готвач со највисоката титула во Европа, мајстор готвач од прв ред. Професор со 21 година работно искуство, кој ги има обучувано готвачите на најпрестижните хотели и ресторани кај нас. Неговата мисија е да ја внесе македонската традиционална кујна во модерното доба. Еден во низата готвачи во семејството, кој со генерации создава ремек дела во кујната. Овој пат Небојша е пред неголемиот предизвик. Тој има само 2 дена да ги реши проблемите кои нашите ресторани ги имаат и да ги стави на кулинарската мапа на Европа. Овој меѓународен судија по кулинарство не прифаќа компромиси. Небојша Вуковиќ го очекува само најдоброто. Вау! Денеска патуваме за Струмица. Возилото со кое што патуваме е Honda CR-V, ни го возможија нашите пријатели од автокуќа Авточајка. Авточајка работи 21 година на македонскиот пазар, со продажба, со автолимарски работи и со сервис на возилата од познатите светски брендови. Патуваме за Струмица. И ова недела патот не води кон Струмица. А таму на атрактивна локација не пречека уште поатрактивниот хотел Глигоров. И еве го Небојша подготвен за уште еден предизвик, во мисија да допринесе кон тоа овој хотел да блесне во полн сјај. Хотел Глигоров Струмица. Стигнавме во Струмица со Honda CR-V благодарение на нашите пријатели од Авточајка. Но да го почекаме првин да паркира. Со оглед на тоа како изгледа хотелот, се надеваме дека внатре ќе не идеме на одличен прием, а понудата ние ќе проанализираме и ќе кажеме за што става збор. Еден чекор внатре и остануваме подзинати. Што може човек да коментира на ваков раскош? Сликите овде вредат 1000 зборови. Добар ден. Добар ден. Небојша Жешка кујна. Камилија, мило ми е. Ние сме овие 2 дена кај вас. Да, Имаме и сместување, имаме се, а имаме и работа малку. Од овде почнувајќи и завршувајќи во кујна. Така, значи сакате по тој редослед да ве прошетаме малку. Јас би сакал прво да ми кажете вие за хотелот 2-3 збора, па после ќе одиме напред. Добро, значи вака, денес како е 3 јули, тоа значи дека за 11 дена хотелот полни 4 години. Значи славиме 4 години роден ден. Сме дошле пред јубилеј. Инаку хотелот се состои од 44 луксузно опремени соби, од кои 5 се еднокреветни, 29 се двокреветни, од кои 10 се со француски лежај и 19 се со одвоени кревети. Имаме исто така 8 луксузно опремени апартмани, сјутови, еден бизнес апартман и еден претседателски апартман. Тоа е за сместувањето, за сместувачките капацитети. Исто така располагаме со конгресни сали, значи имаме една поголема, која што во зависност од распоредот на столчињата може да собере и 120 луѓе, значи кои би можеле комотно да седат. Имаме помала, имаме исто така и фитнес и сауна, меѓутоа во моментот не сме во можност да ви ги покажеме, поради тоа што има салата е таму, значи има настан кој не може да... Ние сме 2 дена тука, така да може да се снима, да. Исто така располагаме со ресторани за веселба. Имаме ресторан кој што е сместен веднаш до рецепцијата. Тоа е за пансионците кои се сместени во хотелот, меѓутоа може да седнуваат и луѓе кои што сакаат да се порачат, пример ала карта. Може ли да земеме клучеви да ги видиме собите? Да, се разбира, да. А подоцна ќе се вратиме во ресторан. Повелете со мене. Благодарам. Со оглед на тоа што вие ќе бидете кај нас 2 дена, би сакале да се чувствувате удобно, би ви ве сместиле во претседателскиот апартман, затоа што го сметаме најудобен. Па, повелете вашата картица, вашиот клуч, проверете дали ќе одобрите. Еве сега и како претседател ќе се чувствувам. Така е, претседателе. Но да видиме дали апартманов е достоен за овој наш претседател. Ова е претседателски. Да, да. Повелете прво во канцеларијата.
која што е голема баш како за претседателски собир. Ова е работен простор, така ли? Да. Јас немам коментар овде, стварно треба да се дојде да се доживее ова, меѓутоа овде имаме еден комодитет кој што приличува баш на VIP гости, така? Да. Вистински работен простор, да видиме што е со другиот дел. Повелете. Имаме, значи, посебно купатило, соба за простор за како за дневен престој и овде повелете во вашата спална, во вашиот простор кој би го користеле за одмарање или за ноќевање, како што би го. Можете да дзирнете и во бањата, која што е посебно опремена, значи, со джакузи када, кој има и собствен телевизор. Иако не е многу голем, меѓутоа може да заврши работа. Натре. Додека се капиме тука, можеме и телевизија да гледаме. Да, можете. И музика да слушате. Може. Председателски. Одиме назад да видиме. Ова е еден од обичните апартмани. Под обичен се подразбира дека ги нема додавките на председателски бизнис апартман, туку е со одвоени, значи, две соби. Тој е таму купатило? Да, ова е, значи, дневен престој. Собата таму е спална, може да го видиме. Нас ни го снема снимателот од чудо видување, очигледно. Еве го кај бил. Камилија, ова е спална собата, така ли? Да. Во апартманот? VIP делот и целиот прв кат е во црвено, значи другите соби кои се на втори и на трети спрат се потполно во исти амбиент, меѓутоа вториот спрат е зелен, значи во зелена боја, и третиот е во сина, во плава боја. Имаме еден интересен елемент горе на таванот. Токму така, поради тој елемент, често пати ни се случува да се јават луѓе на рецепција и да ни ја бараат собата со огледалото над кревет. Тие самите се знаат зошто. Одиме натаму. Снимателот по нас. Исто така, друга причина поради која ни го бараат доста овој апартман е поради големото джакузи. Можете и сами да се уверите. Вистина, просторот е огромен и джакузито е извънредна, нема според. Имаме уште да видиме, така? Да. Одиме натаму. Странски гости, домашни гости, како повеќе? Секакви, меѓутоа претежно странски. Стварно? Да. Секоја чест. И тоа според книгите за гости кои што ги имаме, така имам обичај да ги дзирнам, Холандија. Холанѓани, значи, се најприсутни кај нас. Холанѓани на овој простор? Да. Интересно. Може би е и причината и соработуваме со некои агенции, тие самите имат нели туристи таму што ги носат, да, меѓутоа и летечи, како што ние обожаваме да ги кажеме на рецепција, летечи подобранци, значи се холанѓани. Ги има доста. Супер. Што доаѓаат во посета на Македонија. Во кој дел оди? Повелете. Там. На крај. И панорамскиот лифт. Со него ќе се симнеме надолу. Го има прекрасниот поглед на нашата градина. Само да ставиме камера на 0. А ова е вашиот дел каде што одржувате свечени приеми, така? Да. Хотел Глигоров, вистинско ексклузивно парче рај, во кое за малку ќе останевме без снимател. Се сомневаме дека тоа е поради она огромно джакузи, иако тој упорно се брани со молчење. Што се однесува до претставување на хотелот, мојата работа завршува овде. Ве предавам во рацете на собственикот. Камилија, вас ви благодарам. Беше драго. Добар ден. Добар ден. Вие сте собственичката на хотелот, Да, така да, ли? собственик и менаџер. Мила ми е Небојша Жешкаквина. Татјана Глигорова. Мила ми. Значи, името на хотелот доаѓа од вашето презиме, така ли? Презиме, да, фамилијарно презиме на мојот сопруг. Што ќе ни кажете за хотелот или ќе влеземе прво во ресторан да го видиме ресторанот, па А може би подобро, па нараат малку повеќе за хотелот. одиме тоа. Повелете. Ресторанот уреден со вкус и во стилот во кој е уреден и остатокот од хотелот. Првите впечатоци се позитивни. Ми делува како навистина пријатно место за престој, за семеен ручек или бизнис вечера. Тања, ние сме во
еден прекрасен дел од вашиот хотел, значи ние видовме многу убави работи горе во хотелот. Собите ви се уредени на еден прекрасен начин за честитење. Благодарам. Меѓутоа и овде кој ресторанскиот дел, барем по уредувањето, јас да ви кажам искрено, малку како аристократска димензија да има. Уредувањето е ваша идеја или имавте посебна екипа која што работеше? Значи, уредувањето 80% од внатрешното уредување на мојот сопруг, сите негови замисли. Идеите се негови? Да. Колку време вие? 20% само се мои. Ова претходно беше хотел или некоја друга? Не, тоа беше административна зграда на акционерско друштво Југопромет. Ние го преадаптираме. Да, и траеше доста долго. Долго, ама сериозно успешно ова сте го направиле. Благодарам. Сега, колку што разбравме таму од колешката од рецепција, имате и нов дел. Така ли? Да. Да, имаме направено летна градина. Струмица е позната малку по повисоките температури, па така решивме пак да понудиме нешто малку поразлично. Мало летно освежување во природен амбиент. Правите свечени приеми, колку што можевме да видиме. Имате конгресни простори, имате прекрасни соби за комплетно сместување на поголеми екипи. Има ли такви настани, се случуваат ли? За жал, оваа година не, али и претходните години, да, имавме неколку спортски настани, што капацитетот беше комплетно искористен. Фино, Тања, јас би сакал сега да погледам понудата на ресторанот, на храната, да видиме за што станува збор. Јас би сакал да слушнам само што уште очекувате ви од Жешка Кујна, како собственик на хотелот. Како собственик, секако очекувам подобрување и некој спој од нашето работење и вашето искуство. Супер, ние ќе се потрудиме. Сега јас ќе побарам да видам како функционира овој дел во салата, а веќе утре ќе се обидам да видам што се работи во Кујна, само со колегите во Кујна. Во ред. Сега е момент јас малку да се повлечам со моите други обврски, па ве оставам да се почастите. Ви благодарам, Тања. Пријатно. Супер, јас сега ќе се обидам да видам што имаме во листата на јадења и да продискутираме за ова што ни се случува денеска во хотелот Глигоров во Струмица. Келнер. Добар ден, како сте? Добар ден. Келнерка. Келнерка, да. Одлично. Може ли една листа на јадење да ми дадете? Да, имаме дневна шема со ладни, топли. Ве молам листата на јадење. Само и уште нешто. Една чаша студена вода и лашишка. Добро. Ви благодарам. А јас денеска, бидејќи не истрошија енергетски, си имам една активна биолошка супстанца која што е и додаток во исхраната. Се вика нанозеолит, активен минерал, кој што малку ќе се обиде да ми ја подобри физичката кондиција. Благодарам. Знаете што е ова, не? Ова е нанозеолит, активна биолошка супстанца што вие можете да ја користите во напорна работа. И секогаш како превентива. Ви благодарам многу. Небојша на здравје. Сега може да работи. Станува збор за типично хотелско мени. Значи, бројот на јадење не е голем, што е одлична варијанта за работа. На кое што ние нормално ќе му дадеме некои коментари, меѓутоа за ова ќе ни биде потребна келнерка. Та. Келнер. Мене пред кој го местеш ова? Ние, Вие? да. Ова на лице или на опачки? Наопачки мислам. На опачки? Да. О, намерно заради мене или Не, случајно. Случајно? Што ќе ми предложите вие од ова мени? Имаме дневно мени со ладно, топло и главно јадење и десерт. Ладно, топло, главно јадење и десерт. Да.
Добро. Значи ова да не го коментираме воопшто, тоа сакате да кажете? Да. Да го испуштиме ова се? Не, Кој го пишувал овде пирошка плюс? не знам. Добар ракопис имал, меѓутоа не треба така да се прави. Добро. Добро, може дневното меню, што ме по ваш избор, донесете го и јас Може ќе јас го да ја искам. предложам дневното меню. Слободно. Имате ладно прејадење домати со паста од туна. Добро. Топлото е буковка. Главното јадење е Печурка, така ли? да. Добро. Главното јадење е бифтек глигоров и десерт летна салата. Летна салата. Да, познато по нашиот крај. Одлично, ве очекувам да видиме за што станува збора. Јас ќе си коментирам за менито така како што е даден. Групите на јадење се измешани, значи не е оној редослед како што треба да оди по листата на јадење. Не знам зошто е тоа така, но ќе поразговараме малку подоцна со собственичката на хотелот. Не е преоптеретена листата, бројот на јадење и видот на јадењата се солидни и добро избрани, онака како што треба за хотелот, но овие допишани работи овде во листата не смеа да стојат. Кујната започнува со мисијата да го импресионира Небојша. Добро обучени и подготвени да ги измешаат вкусовите со кои ќе го освојат професорот. А малку и да му го зачинат животот. Ќе пробаме ли токму во ресторанот на хотел Глигоров нешто ново? И дали тоа ќе му се допадне на Небојша, чии критериуми се навистина високи? Останува да видиме. Пак ќе прашам. Ќе гледате. Да? Кој ја мислиш, Мос? Некако семеја на опачки, чаршафот на опачки, бунелта на опачки, ножот на опачки. Што е ова сега? Ќе ми објасните ли што е? Професорот не ги простува грешките. Кога ли ќе заврши испрашувањево? Како е подготвен прилог? Подобро искористија приликата. За пиење не благодарам. Да научиш нешто повеќе. Време е за едно прекрасно задоволство. Кокошкина, говецка, училишна абецеда, постна, топла супа за секој дел од денот. Пробајте и уживајте. Од Макс, Струмица. Елитен ресторан Шари на падините на Шапка, село Лисец. Телефон 076 537 446. Секоја домаќинка знае дека тајната на сладкиот вкус е сокриена во магијата на убавото, неодолливо сладко задоволство. Од Макс Струмица. Years time we could be walking around a zoo with the sun shining down over me and you, and there'll be love in the bodies of the elephants too, and I'll put my hands over your eyes but you'll be... Повелете во ресторан ден и ноќ. Резервации на телефон 02 3096 096, улица Скупи број 1, Скопје. Фантастична наградна игра со Елит кафе до многу награди и пари. Купи го твоето омилено Елит, погледни во внатрешноста и можеш да освоиш многу награди. По 10 телевизори, фрижидери, машини за перење, аголни гарнитури, трпезариски маси и 10 пати по неверојатни 100.000 денари. Епа на здравје кафе.
со Елит кафе. Повелете и посетете го Хотел Глигоров во Струмица. Ние ја правиме разликата. Хотел Глигоров, Струмица. Гледавте Би ви ве сместиле во председателскиот апартман. Хотел Глигоров, хотел со стил. Поради тој елемент, често пати ни се случува да се јават луѓе на рецепција и да ни ја бараат собата со огледалото над кревет. Тие самите си знаат зошто. Одиме натаму. Кој знае како да ја разбие монотонијата, со вкусна храна и сместување од кое нема да сакате да си заминете. Еве го кај бил. И ова може да го земете. Агирчето. Опа. Ја ќе да не сум помела. Молам, што ќе ни донесеш? Бунела. Има ли преведувач во ресторанов? Што е ова? Бунела, вилушка. Бунела? Да. На Струмички. Пак ќе прашам. Да? Кој ја мислиш вас? Ние. Вие. Зошто мене обратен ми е редоследот на приборот? Нели Да, бунел таваму треба да стои, така ли? да. Некако се ми е наопачки, чаршафот наопачки, бунелта наопачки, ножот наопачки. Што е ова сега? Ќе ми објасните ли што е? Тоа е домати со туна. Френки. Френки, да. Френки со туна. Туната е како подготвена? Тоа е домати со паста од туна. Се приготвува, домати се сечат на кругови. Се прави паста од варена јајца, инчуи, капри, лук и мајонез. А зошто паста се вика? Обично кога зборуваме за паста, мислиме на нешто друго. Тестенини, да. Така е. Зошто овде паста? Пастава ја збуни келнерката. Не можам стварно. Зашто паста? Што е паста? Не знам, ќе прашам коина. Може? Знаете што е паста, нели? Обично мислиме Да, на тестенини. на тестени. Ајде Мога пак прашајте. ќе прашам коина. Прашајте. Тргнејто брат. Што е паста? Нити кој е прелив, нешто е измеѓу, затоа е крстен паста. Значи не може да му наречеме ни паштета, ни паста, нешто Малку е измеѓу. потечно од Ама ќе видиме са келнерката што ќе ни рече. Значи потечно од паштета по прелив. По-густо од прелив. Да. Това е паста. Паста затоа што било потечно од паштета, а потврдо од прелив. Нешто како сос. Да. Нешто како сос. Да. Ако е паштета, ако мислите на паштета, во француската терминологија тоа е пате. Ако е сос, тогаш е сос. Да. Може второто јање. Професоре, како би го оцениле одговоров? Имал ли преодна оценка? Зошто студен прибор? Тоа е прибор за топло пред јадење. Добро, благодарам. Што е ова? Тоа е буковка, еден вид на печурки. А ова? Ова е сосот. Од што се состои сосот? Сосот состои од маслинево масло, сув лук и магданос. Сув лук и магдонос. Да. А ова е као декорација, така ли? Да, да. Ова треба да е топло, Да, тогаш ова ќе го тргнеме на страна, може нели? да. Затоа што ладна декорација на топол тањер се што и се случува. Се вари, така? Да. Значи не би треба. Добро. Ви благодарам. Добар апетит. Благодарам.
Многу вкусно и одлично избрани зачини. Многу е впечатлив лукот, меѓутоа со буковката одлично приличи. Без разлика што овие јадења не беа на листата на јадења, кујната направила одличен избор. Келнер. Ве молам главното јадење. Што е ово? Ова е бифтек глигоров со горгонзола сос. Горгонзола сос. Да, Вака го сервирате секогаш? да. Ова е прилог. Да. Како е подготвен прилогот? Може да прашам покојна? Повелете, слободно. Јас реков дека на почетокот имаме аристократски објект и јадењето навистина ми делува како аристократско. Извонредно, а келнерката е млада и ќе оставиме полека да се вклопи во оваа средина и во овој објект. Сепак овдека објектот носи и огромна одговорност. Значи, дека ќе и треба малку време да се вклопи во оваа средина, но до сега е сосема успешно. Прилогот се поготвува во тава со путер и мешен зачин. А подготвен е, значи не е грилуван, него е подготвен во тава. Да. Ви благодарам. За пиење не благодарам ништо. Одлично, ова може да го препорачаме на гостите да го вкусат навистина невообичаено, барем за начинот на сервирање и лепчето е во рамките на бифтекот, значи се вклопило во вкусот на горгонзолата, на бифтекот и на лепото. Ве молам уште и десертот и подоцна ќе видиме што ќе работиме. Благодарам. Што е ова сега? Тоа е летна салата со овошје познат во нашиот крај. Овошје, значи имаме лубеница, киви И сирење. и сирење. Да. А ово одзгора е? Сусам. Значи, јас ќе го пробам ова, меѓутоа морам да ви честитам на изборот на јадењата што ги направивте, без разлика на менито. Да. Значи, тоа што го направивте, не знам чив е изборот, меѓутоа е прекрасен. Благодарам. Ви благодарам и вас. Е, ваква композиција, мислам дека до сега исто така не сме сретнале. Комбинација од лубеница, киви и од сирење, искрено не сум вкусил се уште. Денеска го завршуваме денот во хотел Глигоров. Остануваме без текст за впечатоците. Јас сутра ќе се обидам да влезам натре и да внесам некакви јадења кои што ќе бидат интересни за овој хотел и се надевам дека ќе останат во листата на јадења за подоцна, ако не е друго, барем во дневните менија. Се гледам утре во кујната во хотел Глигоров. А вториот ден го започнуваме со тивко утро во прекрасната градина, која е вистинско разладување за овие жешки летни денови. Но да се вратиме на работа. Тања, ова каде се? Сега се наоѓаме во банкет сала. Обично ја користиме за организирани веселби, бидејќи малку со поголем капацитет. Кога сме Ова е посебен дел од хотелот, така? Да, посебен дел е што мислам дека оди во прилог во однос на обучавата што се Во однос на тие гости што се сместени таму. Во однос на спалниот дел. Колку има капацитет објектот? Капацитет околу 550 луѓе. Значи одлично е за големи свечености и нема проблем никаков. По
краткиот вовет време е за промени. Рано наутро, хотел Глигоров во Струмица. Влегуваме во кујна, после прекрасното искуство од вчера, да се подружиме и со колегите во кујна. Одиме да работиме. Еве на во кујната во хотел Глигоров. Со мене се колешките Бети и Билјана. Ќе направиме 3-4 јадења кои што ќе останат како белек од жешка кујна во хотел Глигоров. Најнапред ќе почнеме со поташ пармантиер. Овде мора една приказна да кажам. Значи пармантиер е човекот кој што прв го проширил компирот во Франција. Тој бил лекар на дворецот на Наполеон. Кога првпат ги засадил насадите од компир во околината на Франција и почнал да ги лечи луѓето со нив, сите парижани почнале да крадат од корењата и за многу кратко време компирот добил примена и во исхраната, а не само и во лечењето. За да направиме поташ пармантиер, потребно ни е да направиме гринце. Гринце го се состои од кромит, морков, целер, пашканат и макдонос. Го ставаме во тенџере, се става да се пржи, во него се додава компир, нормално обележјето на потажот. Ставаме да се пржи, штом се пржи, стаубуваме брашно, што значи дека ќе додадеме малку брашно и ќе го пржиме и ќе додадеме вода. Штом ќе додадеме вода, оставаме да се вари толку долго, за да можеме подоцна зеленчукот да го испасираме. Штом е пасиран, ќе го дотераме по вкус, малку кисела павлака, сок од лимон, сол и мелен бибер и ја завршивме постапката на приготвување на поташот. Јас и колешката Бети ќе почнеме да го подготвуваме зеленчукот, а колешката Билјана ќе очекува таму да и дадеме да почне со пржење. Бети, може. Ќе оставиме да се пржи, кога ќе биде пржено, додаваме брашно, додаваме вода и оставаме да се вари. Бети сега ќе штаубуваме брашно, значи ќе додадеме и ќе го пржиме и ќе додадеме вода. Супер, додека ни се вари потажот, јас и колешките ќе подготвиме пастрмка на холандски начин, значи ќе земеме филирана пастрмка, која што ќе прелиеме со холандес сос, кој што ќе го подготвиме од жолчки од јајца, готова супа, сок од лимон и путер. Можеме да почнеме веднаш. Значи денеска имаме малце посложени јадења, затоа и работиме сите тројца во исто време. Колешката Билјана сега ќе ја спржи рибата, а јас и колешката Бети ќе направиме холандес сос. Затоа ни се потребни жолчки од јајца, ги имаме веќе. Треба да се стават на оган и во нив да се додаде говедски или пилешки бојон или некаква супа, да се додаде сок од лимон и малку путер. Се меша додека не се згусне, се тргнува на страна и со неја ќе прилиеме готовата пастрмка, односно готовата филета од рибата. Може. Лешки. Сега Бети стави малку сол. Само малку, не таа сол. Ние имаме нова хималајска сол, која што ќе ја користиме и ја користиме веќе во готвењето. Хималајската сол е од непипнати природни елементи, кои што во организмот ги има околу 84 и ги има и во истата сол. За разлика од другите видови сол, не е подложена на температура и активно учествува во изградбата на клетките на организмот. Значи, ќе одиме со нешто ново. Јас ќе се обидам вака. Така. И малку мелен бибер. Значи, пастрмката ни е готова. Јас сега со колешката Бети ќе ја сервирам. Најнапред ставивме како додаток за динстан ориз. Сега ќе ставиме пастрмката и ќе прелиеме со холандскиот сос. Бети ти рибата, јас сосот и така.
Следно јадење што ќе го подготвуваме во хотел Глигоров е пилешки стек и бифтек во шофроа сос. За тоа ќе ни треба колешката Билјана да ни испржи пилешки стек и парчиња бифтек, а колешката Бети да подготви шофроа сос. За шофроа сосот потребно е да се направи бешамел, значи да се спржи брашно, да се додаде млеко и во него да се додадат живи жолчки од јајце и кисела павлака. Со него ќе го прелиеме пилешки стек, односно бифтекот, ќе го подпечеме во рерна, ќе додадеме гарнир и сме ја завршиле работата. Може да почнеме, Билјана почнете со стекот, Бети почне со сосот, а јас ќе си го подготвам гарнирот. Небојша и Бети денес работат како вистински тим. Работна атмосфера владее во кујната. Вкусни состојки се сецкаат. Се мешаат вкусови и зачини од кои никој нема да остане рамнодушен. Бифтекот и стековите ни се пржени. За бифтекот подготвивме и печено лепче, стручно наречено крутон. Го ставаме како подлога на бифтекот. Бифтекот го ставаме врз крутонот и го преливаме со шофроа сос и го ставаме во рерна да се пече. Истото тоа колешката Бети ќе го направи со стековите. Повели Бети да го завршиме овој дел и одиме во со гратинирање во рерна. Гарнирот за овие јадења го подготвивме како грилуван. Значи, во него ставивме морков, ставивме тиквици, ставивме кромит, домати и пиперка. Додека биде готово јадењето, ние ќе го завршиме гарнирот и го комплетираме и готово. За финалето правиме јаболка во винско шато. За тоа ќе ни треба лупени јаболка да се сварат во шербетаста вода. Треба да ставиме бело вино со шеќер да се свари на шпоред. Посебно да ставиме жолчки од јајца, во жолчките да го додадеме ароматизираното бело вино. Тоа е ароматизирано затоа што во виното ќе додадеме и ванилин шеќер. Ќе го поврземе, ќе добиеме густина и со истото тоа ќе го прелиеме вареното јаболко. Ќе уживаме најверојатно во целата оваа храна, како што уживавме во припремата со колешките Бети и Билјана. Симфонија од бои не освојува од прв поглед. Но одиме во салата да ги изложиме делата на нашите мајстори од кујната. Ќе гледате, масата е богата со нови специјалитети во хотел Глигоров. За Небојше мислам дека е супер, ама претходно мислам дека е многу строг. Прекрасно, сигурно ќе биде во нашите мени. Јас десертот го пробав, вкусен, необичен. Но не ја пропуштајте крајната пресуда. Пренесени од древните цивилизации, директно на вашата трпеза. За подобар вкус на јадењето, зачини од Макс Струмица. Фантастична наградна игра со Елит кафе до многу награди и пари. Купи го твоето омилено Елит, погледни во внатрешноста и можеш да освоиш многу награди и 10 пати по неверојатни 100.000 денари. Добитник на аголна гарнитура е Далибора на Киевски од Делчево, а трапезариски маси добија Фросина Стојановска од Куманово и Ана Ѓургиовска од Прилеп. Епа на здравје кафе со Елит кафе.
Елитен ресторан Шари на падините на Шапка, село Лисец. Телефон 076 537 446. Секоја домаќинка знае дека без добар прилог нема добро јадење, особено ако прилогот е подготвен по најновиот рецепт од Мак Струмица. Повелете во ресторан ден и ноќ. Резервации на телефон 02 3096 096, улица Скупи број 1, Скопје. Years time we could be walking around a zoo with the sun shining down over me and you, and there'll be love in the bodies of the elephants too, and I'll put my hands over your eyes but you'll Повелете и посетете го Хотел Глигоров во Струмица. Ние ја правиме разликата. Хотел Глигоров, Струмица. Ова на лице или наопачки? Наопачки мислам. Наопачки? Да. Ова намерно заради мене или Не, случајно. Случајно. Но овие допишани работи овде во листата не смеа да стојат. Гледавте. Зошто паста се вика? За некои работи немаме објаснување. Обично кога зборуваме за паста мислиме на нешто друго. Тестенини, да. Така е, зошто овде паста? Но тоа не значи дека треба да се откажеме. Не можам стварно. Во Хотел Глигоров промените започнаа. Вкусната храна се реди на масата, која навистина изгледа пребогато. Но што мислат колешките за Небојша? Небојша е добар човек. Соработката во кујната беше добра и се стекнавме со поголеми искуства. За Небојша мислам дека е супер, ама претходно мислам дека е многу строг, ама потоа сватив дека и строгоста е добра. За Небојша исто така добро мислење. Пред се честитки што се и нафатил на оваа работа, се не знам како и како како фидбек добил. Меѓутоа, нашето дружење можем да кажем дека само добивме едно огромно искуство, како што е неговото, и се позитивно. Завршивме соработењето во овие 2 дена во Хотел Глигоров во Струмица. Финалето, како и секогаш, е во дегустацијата и пробувањето на јадењата. Јас се надевам дека гостите кои што веќе почнаа со дегустација ќе бидат задоволни, а за тоа ќе ги прашаме нив нормално. Тања, еве го финалето на оваа храна што ја подготвувавме во кујната. Убаво изгледа. Почнаа луѓето со дегустација, тоа е добро. Значи дека вкусно изгледа. Вашето мислење какво е за храната? За око добро, за вкусно. Јас повеќе сум љубител на салати и супи, па би те замолила, пошто во вашиот официјален дел не бе малку презентација на ова јадење. Ова е сега поташ пармантиер или поташ од компири. Значи, подготвен е од гринцек, тоа е зеленчук, кој што се прши, се штаубува брашно, се додава компир, се додава вода, се вари, кисела побака, лимон и сол и бибер за вкус. И тоа хималајска сол, затоа што оваа другата е веќе надмират. Повелете. Време е за пресудата. Како ќе и се допадне приготвеното на собственичката? Прекрасно, сигурно ќе биде во нашите мени. Повелете слободно, пробајте. Ќе се обидам да пробам јас нормално. Ова денеска што е направено заедно со колешките и колегите во кујна и во сала, како ви се допаѓа?
па интересно, фино. Јас десертот го пробав, вкусен, необичен. Така е, значи ваков, мене да ви кажам искрено, хотелот ми остави аристократски изглед кога влегов прв пат овде и се обидовме да направиме нешто што е во тој домен. Значи се надевам дека ќе ви се допаѓа. Повелете, пробајте. Гостите ги оставаме да уживаат во вкусните јадења. Се надеваме дека ова за нив, како и за нас, беше искуство за паметење. После оваа емисија секако очекувам една реклама пред се за нашиот објект, едно запознавање со пошироката јавност дека постоиме. И се надевам дека оваа емисија малку ќе биде поттик и другите колеги да го прифатат и да го поддржат ова. После ова очекувам да се зголеми приливот на гости и со новите јадења да се презентираме низ цела Македонија. Завршивме 2 прекрасни дена во хотелот Глигоров во Струмица. Останавме без див и со работата и со амбиентот. Допатувавме со прекрасно возило, благодарение на пријателите од Авточајка. Благодарение на пријателите од Авточајка си одиме повторно со истото возило за Скопје.